време ве поздравам пред се, представници на институции, мои драги колежи и колешки. Од нив може би имам и најмногу трема, затоа што знам дека они педагошко-психолошки проницливо гледаат на работиве. После нема сакам да ви кажам дека инспирацијата седи, но после неа имате само восхитеност. Инспирацијата нека остане како обврска за овој неизин говор и благодарам што сподели една приказна која како човек прво ме освежи. Така да моите стереотипи предрасуди за кои ќе зборувам се ништо во однос на ова што го слушнавме денеска. Но сум должна и чест ми е што од фондацијата Чекор по чекор ја добив таа задача, таа хумана задача да споделам едно животно професионално искуство со вас. Ке ви се представам, јас сум Изета Бабачич Даздаревич и несомнено и намерно го спомнувам презимето на своите родители, бидејќи тие се дел од оваа личност која треба и имам должност да се представам пред вас. Јас сум оддаленски наставник во основното подрачното основно училиште Дитурија во општина Сарај, село Љубин, каде се реализира настава на босански јазик. Тоа е училиштето кое го почна тој процес за образование на мајчин јазик, на босански јазик. Една новина која до тогаш не постоеше во нашата Република Северна Македонија. Она што мојата приказна би требало да почне и во однос на иницијативата која почна, ја така ги нарекувам и понатаму ќе ги нарекувам, благородните организации, како што се Организацијата Отворено општество во соработка со организацијата, фондацијата Чекор по чекор, не собра на неколку убави обуки сите нас од заедниците. И некако да ви кажам, морам да го споделам тоа, се чувствувавме како ние од бродовите, именувани српски, босански, ромски, влашки, да не заборавам некого, затоа што лидерите на политиката, кога не именуваат и кога ги слушаме пред медиумите, стално навиваме срби, роми, власи, турци и остануваат три точки, и ако кажат бошњаците, ние сите велиме и браво се сети, ако не кажете, викам утка пак. Мислам, слушајте, понекогаш ќе го приметите и вие тоа. И не е тоа толку страшно, колку што во оваа приказна, каде што сите од бродовите наши седнавме во еден заеднички чамец, имаме едра и пловиме, се координираме, зависи кој ќе биде нашиот капетан на бродот. Но тие сите селекции и сегрегации кои ги почнаа во нашето општество, јас ќе почнам, иако се работи за темата социјална правда во образованието, ќе морам да започнам со социјална неправда, која ме инспирирала за да дојдам до социјална правда. Како иде тој развоен тек на еден граѓанин на Република Северна Македонија за да зборува за социјална правда и неправда во образование? Сите споделивме животно и професионално искуство, тоа не прави личност. Кај мене нема да зборувам само во име на бошњачката заедница, не ми е поента тоа, но тоа нека биде корист, затоа што многу проблеми споделивме на овие обуки и видовме дека ние од заедниците уствари навистина сме во ист чамец, не сме на брод. До бродот уште треба да работиме. Јас сум образувана во македонскиот образовен систем, 20 години сум оддаленски наставник. И покрај сите искушенија и предизвици ви велам дека не сум се предомисла да ја менувам оваа професија, затоа што похумано и почовечки не сум се почувствувала во ни една друга област, иако паралелно се обидувам да си помогнам на својата заедница и преку невладиниот сектор. Во училиштето, каде што уче во Скопје сум образувана од првиот степен до највисокиот. Стереотипите и предрасудите да не ви ги објаснувам што се и како се, сум ги почувствувала на своја кожа и паралелно со нив сум ги почувствувала и оние негативни резултати од родова дискриминација кои сите ние ги имаме. Значи, ние имаме од некој национален верски идентитет, стереотипи, предрасуда сме ги осетиле на своја кожа, но не предизвикале, ако сум била како на помала возраст и предизвикале кај мене тага или разочарување и го развивале оној процес на стигматизација, многу убаво нешто во животот ми се случувало да тие напротив во развојниот процес
Поединците, другарите, другарките од другите заедници ми биле најдобри пријатели. Значи, тие не ми сметале затоа што по национален идентитет биле поразлични од мене да ми бидат мои пријатели блиски. Тие ми давале инспирација да констатирам една состојба, дека стереотипите и предрасудите не се мој проблем. Тие се проблем на тие што ги прават. А нив ги чувствувам како болни, затоа што они болуваат од тоа. И напротив, од тагата, разочарувањето, затоа што јас се сметам дека сум граѓанин на Македонија, а некој мене ме одвојува и ја не сум крива за тоа што ме одвојува, си решив по своите капацитети и просторот каде професионално се реализирам, а тоа е најаката општествена област на едно општество кое се гради, образованието, да го искористам и да помогнам и на својата заедница, но да помогнам и на сите оние кои патат од стереотипи и предрасуди, односно на најпозитивен начин социјалната неправда да претворам во социјална правда како одговорност на една индивидуа во општество, затоа што сметам дека секој од нас, додека се жали на незадоволството како е уважен или како се реализира во едно општество, во толку е исто одговорен да направи некоја промена. Ние не знам колку капацитети сум имала ја и вештини и знаења, но она што сум го имала во себе си го применив практично. Тоа е и мојот начин на живење, да менувам она што можам. А колку и се резултатите, па покажавме со тоа што за прв пат во Македонија се воведе босанскиот јазик во редовна настава пред 2 години, иако борбата беше долгогодишна, да ви кажам, околу 10 години. И искрено, ако почнам да зборам за тој дел, кога прашавме може ли образование на босански јазик, ова не е само за босанскиот јазик, сите ги имаат истите проблеми, сега колегите се наоѓаат, еве колешката зборува, а ние сите тоа го имаме. Веднаш се предомисливме, иначе да ви кажам, затоа што од старт, од каде е босанскиот, па нели се вика бошњачки, па ги коригираме, не е бошњачки, босански е. Па немате кадар, па у себе, па кај да го најдам кадарот, не сум моќна универзитет да направам, иначе би го направила да може. Па немате книги, па добро, нема проблем, ги книги ќе набавиме, не е проблем. Па вели, немате историја која ве поддржува, немате матична држава, затоа што сте диаспора на ничија земја. Па добро, нема шанси да сме на ничија земја, мора да постои негде од кај сме дошли. Прво сум различна, родителите ми биле различни, па нивните предци, па историјата ни е многу тешка и додека ја на сите ми објаснувам како и што, до каде сме дошле ние, навистина никој нема трпение да го слуша тоа. И не знам, доаѓаме до онаа парола, крив си што си жив. И на крај едно време, ви кажам, толку деградирано се чувствував, да сакав да кажам, подобро беше англискиот јазик да си го изберевме и онда да биде мајчин јазик англиски, полесно ќе се поминевме. Но, тој процес нити го сопревме, нити го застанавме. Институциите ги почитуваа законските основи на кои требаше да се заснива, на кои се заснива овој процес. И уставот, и законите во основно образование, и меѓународните конвенции. Да ви кажам, за мене ни една не важи во однос на она една прва, а тоа е човечката конвенција. Ако таа не се почитува, тогаш ние можеме да збориме за имплементација, кој е крив, дали се институциите. Сите сме виновни. Затоа што сите ги бираме лидерите ни се тие одраз на нашето општество како ние сме ги избрали. А децата ги забораваме дека тие имаат свој развоен тек. Тие не можат да чекаат да направиме учебник. Нивниот живот одминува. Не може да чекаат да направиме наставен кадар кој се образува и го изучува стандардниот јазик, затоа што вие мора да понудите квалитетно образование. Секој заслужува квалитетно образование, без разлика на кого и на која национална и која год врста да припаѓа. Нешто во врска со статистиката, иако многу ја почитува математиката како наука на многу интелигентни луѓе, да ви кажем искрено, од статистика сметам дека поглупаво ништо нема. И се извинувам на сите кои многу ја сакаат, ама јас добив една друга димензија, затоа што во законите сме ставени со некои ограничувања на квоти, еве сега ќе ви објаснам зошто е тоа така,
Постои дури една агенција за остварување на правата на заедниците. Јас намерно ја носам нивната папка, она е колоритна и многу убава и таа представува едно убаво богатство на Македонија што се однесува на мултикултурниот колорит и различноста која ние треба да ја почитуваме. Она е убава и прекрасна и ние се обидуваме преку невладиниот сектор и таму да се реализираме и успешно ни оди тоа во последно време. Во таа агенција која се вика Агенција за стварување на заедниците по 20%, стално размислувам за терминот што правиме со оние 80%. Дали оние 80% се повеќе луѓе или ние 20% сме помалку. Да ви кажам, контрадикторно е што сме ставени, на пример, Бошњашката заедница, според пописот кој не е повторен од 2002 година, ние сме 0,08%. Ја не знам како ќе се реализираме во општество каде границата ни е ставена, дали со нозе ќе влеземе во институцијата, нозете ќе не останат назад. Затоа што статистиката не прави како сме пола луѓе, како да не сме паралелно равноправни со сите и не оневозможува да се интегрираме во системот. Ете затоа ја нареков статистиката нехумана, не затоа што она има помала вредност. Што е она што пораката би ми била од социјална неправда за да дојдем до социјална правда? Социјалната правда во образованието воопшто има начин, има инструменти, има методологија како да се дојде до неа. Она што навистина во нашата професија е основен двигател и двигател на сите професии, ако ја правите својата професија со љубов. Љубовта е двигател на се. А ние сме поврзани со најранливи категории, на најмала возраст работиме со ученици, а никогаш не сме размислувале дека тие ученици се уствари идните граѓани и оние кои го градат нашето општество. Колку грубо се однесуваме и правиме предрасуди, стереотипи и ги дискриминираме. Дали некој еднината си ја замислил дека сите тие личности на некој начин во нивниот психолошки развој сме ги оштетиле, дека тие како идни граѓани ќе имаат своји комплекси, дека со тие комплекси може да се развијат во агресивни, радикални, екстремистички насоки, затоа што незадоволството ако не го спречите, онда сте одговорни затоа што сте го предизвикале. Во тој смисол, во нашата професија, она што многу хумано го работиме, колеги и колешки, ако немате љубов, тоа се чувствува во училницата. Има подобар пример, не можела да каже. Во затворен простор, каде никој не знае, работите со 20-30 ученици. Вие сте тој прототип на човек кој ќе биде понатаму во општеството пример за граѓани на Република Северна Македонија. Јас си ги помнам своите учителки. Негативните појави се обидувам да ги заборавам. Но учителките кои влијаеле на мене како на карактер, тие останале до век, додека стои мојата меморија. Значи, голема одговорност имаме во спој на љубов со интелигенција, нема посилно оружје, ја верувам во тоа. И во тој смисол, многу ја почитувам мислата на светски дејци, светски хуманисти, како Мартин Лутер Кинг. И сакам да споделам една убава мисла, секогаш ми се врти низ глава. Вели, ако вие сакате да живеете, ја бирате светлоста на живењето, на креативниот алтруизам, тогаш можете да изберете темнината и на деструктивната себичност. На нас е да бираме. Имаме избор. Не можеме да влијаеме дека општеството одеднаш ќе го средиме и дека се ќе биде во ред. И сакам да вам порачам на сите. Оние кои даваат права на некого, немој да се плашат дека имаат право да даваат. Тие не даваат, луѓето тоа го имаат. А оние што се плашат дека нешто им е земено, не може да им се земе, затоа што чувствата на луѓето се исти. Различноста сме ја наследиле, не сме бирале ни национален идентитет, ни верски. Обичај и култура, тоа е наследство и тоа треба да се почитува. Како секој си го сака своето, јас ги молам сите да се сетат да бидат хумани и емпатични, нека размислуваат и за другите, дека и другите го сакаат тоа чувство, почитување на нација, религија, име, племе. Ме инспирираше Игор Џамбазов, ама нема никаква врска со неговиот хит последен. Јас со вас неретко пишувам, не сум книжевник,
Инспирирана бев од процесна имплементација на босанскиот јазик во редовна настава во македонскиот образовен систем. И како подарок и благодарност до фондација на Чекор по Чекор и фондацијата Отворено општество и сите вас кои сте присутни, индивидуално секој го благодарам затоа што се носела со мојот говор, затоа што има луѓе кои можеби и повеќе знаат и секако повеќе знаат од мене, но ја имав таа функција да сега зборувам со вас на подарок за вас, мала една, не е баш кратка, но една песна која е типична за припадник на бошњачката заедница, како што е Изета Бабачич. Избориме за една бошњачко-македонска антитеза. Нит е Вардар мотри од Рине, нит Кокино камени од стеќа кастиене. Нити врх Титов од неба више хвата, но што Маглич тај факат прихвата. Нити Марко Крале јачи може бити, кад се Джерзелес Алијом почне дангубити. Нити е моја виша од Ганича куле, колико е твоја Кратовска од Туле. Нити од Бедема Новог Пазара видјех калабалук бит пазара. Нит са каља видим чаршиске сокаке, нит са водна рожајске конаке. Нити галичнику обеќани нису мостарски дуќани у опису. Нити има опис твојек галичника, ко што има Мостар старог вјеседника. Нити мом хитром пеју бизниса без Насрудин Хоџиног записа. И немојте, молим вас, Александар Македонски е наш, ко што Слутим и Скендербек е ваш. За Ускјоп Евлију путе е писо, али е Сарајево највише колисо. Нити е шутка више снове снила, да е сјеница тамо гдje е била. Нити диздара ја за кога мијењам, а боме се и вашем Прличеву пријењам. Нити е Тоше само ваша бољка, нисмо ни ми остали без ожиљка. Нити е Молика шума твоја црња, но што е Колашинска мрља. Нити се Дилбер за ливето проси, сам се севда со љубов поноси. Нити си трендафили твоји мириснiji, но што су моје џиуле мириснije. Niti krin od zambaka nježnije, niti tambura od šargije glasnija. Ono što za argumente nikada nemam, a gdje nacionalno uvijek zadrijemam, jeste sunce što nas svije grije, 101% dilema nije. Ovo je ona zemlja gdje sunce vječno sja. To je tvoja, ali i moja Makedonija. Ja si благодарам на сите.